не се случува ништо во последните 30 години во политиката. Во музиката многу работи се имаат случено. Од кога памтам до сега толку многу промени се имаат случено, толку многу музика се има појавена нова, што не може да се изброи, да се наброи сето тоа да се каже во некое вакво кратко време. Здраво, јас сум Симе Митов. На различни начини ми имаат најавувано на вакви средби, дружби и но ова ми се допадна музички ентузијаст. Значи, никогаш не сум знаел да свирам, никогаш не сум знаел да пеам и покрај сета желба, многу искрено човек кој ќе се сними прв пат на декона као дете и пушташ да се чуеш и тоа што го свириш и тоа што го слушаш и си викаш ај да оставам ја тоа, да се посветам на слушање. Мојата љубов кон музиката едноставно се разви сама од себе, немав... Значи, дома кај нас секогаш се слушало музика, имало различни музики. Као дете живеевме една голема заедница, ние, уште едната фамилија на чичком и братучеди, значи на купче многу луѓе. И повозрастните веќе имаа некои своји музички вкусови, но прво нешто што памтам беше една песна Пони вози Милијана, Про Артем мислам дека беа, таа прва ме чепна онака, таа е прва песна што на радио идеше и ја на касета сам си ја снимив. Тоа ми е првиот допир со музиката, онака, да посакам нешто да можам да го слушам одново и одново, а после имаше такви песни колку сакаш. Во моментов се наоѓаме во мојата музичка продавница, односно не е само моја и на сопругата моја Сонја, музичка продавница која што се вика Рестарт. Во принцип се врти околу музиката, па така има дискови, плочи, касетки по нешто, некои винтидж видеокасети, некои такви работи, имаме маички, сега нели, да не правиме попис на се што има, нека дојдат луѓе, нека видат со што се занимаваме. Рестарт името, кум е Никола Јовановиќ се вика дечкото, он е познат фотограф, веќе станува познат. Иако гледам задње време нешто помалку ми се занимава со фотографија, студира на факултетот за драмски уметности. На една седенка, која го смислував името, нели, како да се вика, вака да се вика, и он онака великодушно го понуди решението и рече, а зашто не Рестарт? И за тоа сум му благодарен на кумот. Рестарт заради тоа што, нели, символиката. Меѓу останатото, нели, рестарт, сите знаеме што значи, за мене значи тотално нов почеток, почнување од ново. Она истото што сум го работел со години, сум го работел со други луѓе, за други луѓе, сега најпосле го работам сам за себе и меѓу останатото беше и оној моментот. Има и рест, да одмориш малку, има и арт, да малку се занимаваме и со таа работа. И тоа е таа символика која што не привлече најмногу во тоа име Рестарт. А меѓу останатото има и старт. Во минатото тешко ми е да се сетам со што се имам занимавано. Од дете имав во Топанско кога живеев, имав видеоклуб, се викаше Квиско. Значи, од видеоклуб во гаража до сега е во дека, помеѓу имало и професор во Јосип Броз, Blow-up во Капиштец, музичка продавница исто, Рекордс, која што во исто време беше и издавачка куќа, имавме неколку феноменални изданија, Пиколо Мини, Мугер, Фугер. Ќе ми замери некој, ама не ми текнува на сите, али добро, меѓу останатите работи и со издавање се имам занимавано. И најдолгогодишниот ангажман беше во Југотон, тоа не знам, скоро 30 на години. 20 и нешто. И баш заради тој бекграунд поранешен, значи заради сите тие мои ангажмани, претходно стекнав многу пријатели, познанства, луѓе на секаде и тоа што сакам сега да го постигнам е за младиве бендови кои што, например, сега многу се мачат да прво да разберат зошто им е потребно CD или плоча како издание, кога сето тоа може да се издаде на платформа, зошто е потребно физичко издание без оглед на форматот.
прво да им објаснам зошто треба да имаат, а второ да им објаснам колку е тоа едноставно да се направи, ако ми дозволат да им помогнам да се отпечати CD-то, омотот, да се отпечати плочата. Веќе сето тоа е разработено, но на нив им е далечен свет. Сепак тоа се млади луѓе кои што никогаш во животот со тоа не се занимавале, сосема биле, нели, кој сега завршил средно, кој сега запишал факултет и малку им е далечно, никогаш не размислувале веројатно на тој начин. Во моментов се случува една неверојатна сцена, огромен број на бендови. Знаете, има една теорија каде што нели постои закон за преод на квалитет во квантитет и обратно од квантитет во квалитет. Кај нас сега во моментов се случува една ситуација каде што квалитетот и квантитетот заедно исплива и има еден огромен број на бендови. Сам кога викам огромен, мислам на, нели, за мала Македонија стално се жалиме дека сме мали. Има една голема сцена која што стварно нуди невиден квалитет. Сите се тие што свират, сите се заангажирани максимално да свират. Сите сакаат да произведат некој нов звук, сите сакаат да имаат свој израз, што е многу битно, но во исто време го имаат она типичното за овие простори, сега да не споредувам со југословенските простори, но го имаат саундот и на онаа некоја независна сцена Нови вал или Нови талас, кој како милува, нели, во почеток, крај на 70-ти, почеток на 80-ти што се појави во Југославија, го имаат и тој звук, но го имаат и оној современиот, денешниот, актуелен звук, а во исто време се и типични представници, на кои ќе ги чуеш, не можеш да промашиш, да речеш, а овие се од Англија. Не, се препознава дека се наши и стварно секоја чест. Од новава сцена тие што сега ќе ми искараат многу што ги поддржувам, беа Кем. Вчера слушнав на реклама на некоја пивара си имаат појавено со нивна песна. Кем се некој фанк, рап, многу забавни, многу духовити. Тука се Харакири, тука се Луфтанза, тука се Vagina Corporation, тука се Fiction, и треба уште многу, големата вода, уште не се десили, уште немаат издание, имаат неколку свирки позади себе и тие исто. И уште еден куп бендови што свиреа на фестивалот кој што се вика Сепак се врти. Имаше во 6 града за 2 викенди одсвиреа па околу, како му доаѓа, 40 на бендови свиреа во различни градови, на различни сцени, Гостивар, Куманово, Прилеп, Битола, Скопје, на сегде свиреа. И тука се гледа каков квалитет и потенцијал има оваа нова сцена, која што стварно се надевам дека ќе има некој да малку од малку ги помогне да имаат сите своји изданија. Според мене независната сцена е таа која што треба да се поддржи, заради тоа што они се на маргините на популарноста. Она развиената, да ја наречеме естрадата, тие се веќе далеку стигнати, нели? Имаат, продаваат многу карти, се продаваат нивните албуми, сето тоа е веќе во некаква машинерија, но на независната музичка сцена, без оглед дали се работи за рок сцена, за поп музика, класична музика, без оглед на тоа дали е по потекло тој што пее од ваму или од таму, без оглед на националности, таа е таа сцена која што треба да се поддржи, кога се млади бендовите и кога им треба малку ветер у грб за да почнат да се придвижуваат. Плочи купување беше едно хоби кое што негде ми се јави. Уствари, прво позајмував од кај роднини пријатели, татко ми донесе некој грамофон дома, валјда беше Тоска 5 или Тоска 10. И прво немавме, мислам, моите што имаа плочи, ама нормално, кога си млад, бунтот е многу голем и не ќе да го слушаш тоа што твоите го имаат дома, него сакаш ти да се истакнеш, па ми купи едно некое грамофонче такво, кое што звучниците беа поврзани директно на грамофонот. И неколку клучни ситуации имало, нели, она као дете почуваш да истражуваш, да слушаш од постарите, зимаш ова, зимаш она. И има онакви моменти кога ќе чуеш некоја музика и одеднаш ќе си воодушевиш, леле, зари ова може вака да се свири. И бев често фасциниран кога бев детиште со што све онака имам преслушано, значи буквално слушање со другарите мало,
слушање музика, ама без усул, без мерка. Кој што правеше, ние се збиравме по дома и слушавме музика. Сеќа тогаш се појави она легендарната MTV, Music Television, па тоа многу ни помогна, бидејќи не можевме да седнеме на интернет да пребараме, па дел од тие песни што ги имаш чуено на радио со диско селектор, джинглот или некој друг таков джингл, можеше, не си запамтил во моментот кој е бендот и која е песната. MTV ни помогна да дознаеме, она да пишува, па си ставаш видеокасета која искачаш од дома, да се снима што иде, за после кој ќе се привереш да прегледаш, да преслушаш што идело додека не си бил дома. Бројка не знам, никогаш не сум седнал да избројам. Некои списоци имам правено, ама бидејќи сакам музиката да патува, не да стои кај мене, имало, например, во одредени периоди некоја музика едноставно како и сега, некоја друга музика слушам, а тоа што не го слушам порано, едноставно го давав на други луѓе. Имав онакви ситуации кога работев во Lithium Records, неколку кутии со касети, онакви за кондори, кутии пуни со касети, ги однесов и ги раздадов на луѓе, кои доаѓаш у канцеларија, земи си, плочи така и јам давано, оти таа некоја, не знам, така мислев дека треба. Едноставно тоа што више не го слушаш, дај му го на некој што моментот ќе му значи повеќе, веројатно ќе му смени, како мене што ми променило нешто. Па моментално е оваа сцената што ти ја кажувам, што ја спомнат, уствари, оваа новата сцена, новата музичка сцена која што се случува кај нас, мене ми е многу драга и често се гледам со тие луѓе и гледам дека има кај нив жар и ентузијазам се уште да создадат нешто, да направат нешто. И заради тоа и веројатно ме привлекува. Знаете, не е тоа секојаш продукциски нај, као што посакуваат големите продуценти да биде тоа совршено испеглано, а можеби е убавината баш во тоа да не е совршено, да не е испеглано. Што правиме ако се сними совршениот албум? Треба да заврши музиката. Многу интересен податокот на губење на интересот на луѓето за носачите на звук. Едноставно во даден момент, значи се случи негде почеток на 90-ти, кога почнаа дисковите да стануваат општо достапни, CD-ата почнаа на луѓето да им стануваат општо достапни. Јас знам луѓе што голем дел од својата музичка колекција на винили ја продаваа за да ја заменат со CD изданија. Не мора дури ни истите да бидат. Ги продаваа плочите и купуваа дискови, почнаа одново да собираат музика. Евете, 30 години потоа, дојде, мислам дека прошлата година беше моментот кога се кажа дека првпат после 30 и нешто години повеќе има продадено винили од компакт дискови. Сега проблемот е дали се качило толку многу продажбата на плочи или веќе е сериозно падната продажбата на дискови или и двете тие работи, па негде тука се наоѓа балансот. Но се уште љубителите на музика сакаат да купат плоча, сакаат да купат CD, сакаат да биде тоа убаво издизајнирано, меѓу останатото ми имаат привлекувано албуми, како например Пакет аранжман, заради сликата, заради омотот, заради тоа го имам купено, имам оттидено, онака гледам и ме привлекува. Нели знаев, например, знаев што е, ама не знаев точно што песни има и кои се бендовите сите тамо. Тогаш беше само една песна хит од тој албум или две и викам, морам да ја купам. Идеш на курс по англиски, ти даваат твоите пари за да јадеш сендвич и ти наместо да купуваш од тој поскапиот сендвич, купуваш поевтин некој сендвич и тргаш пари на страна, за 2-3 недели ќе привереш пари да си ја купиш плочата што ја сакаш. Многу интересно е дека посебно младата популација, не дека само млади доаѓаат и возрастни луѓе доаѓаат, многу мои пријатели, сите сакаат по нешто да си купат. Понекогаш имам чувство дека го купуваат онака као повеќе као поддршка кон продавницата отколку што им треба, навистина што им треба. Ама од друга страна па и тоа е таа болест која што имаме сите таквите што собираме. Некогаш и купуваш нешто што не ти е неопходно во моментот, па после знае многу да те израдува дома тоа, кој ќе го видиш, кој ќе го отвориш, па ќе те потсети. Голем дел од плочите што ги имам дома, ги имам, памтам се уште, кога сум ги купил, како сум ги купил, од која продавница сум, значи целата приказна од моментот на купување плоча е, мене ми бил битен, многу битен. И мислам дека
бидејќи не се нешто многу високи цените у денешно време на тие производи, мислам дека баш треба онака да ги убедувам, да трае тоа мое убедување дека сепак треба да дојдат, да си купат нешто, ако не да купат, барем да дојдат да се видиме, да си направиме муабет за музика, само да слушаат музика е битно, па макар и на платформите, нели, дигитални. Пред некое време, баш ете пак ќе се вратам на оваа младата музичка сцена, издавачката куќа Мртов конј издаваше еден београдски бенд кој што се вика Клод Људи и додека ги умножувавме дисковите, зема па и чека викам да проверам дали работат дисковите и го пуштам на CD плеер, а у исто време ми и на Spotify пуштено. Ми доаѓа истата песна што ја пуштам на CD-то. Луѓето е огромна разлика. На тие платформите квалитетот не приметуваме веќе од што се навикнавме да слушаме неквалитетни дигитални изданија и веќе не ни приметуваме. Кога го слушнав на CD, тоа звучеше онака, како викаат, Боки Шеширџија, ама стварно огромна разлика беше. Барем дупло подобро. Дури сме правили и тестови, старо издание на некои албуми, немам појма што беше, не ми текнува сега на кој албум беше, старото издание и новото издание од 24-та година, ајде да провериме како звучат. И сега, и едното и другото си имаат свој шарм. Ова новото, нови фабрики, нови материјали, сето врвно направено, ремастер направено. Старото издание, такво ќе речеме, ајде наивно како што било, го пушташ и тоа има свој шарм, и тоа има своја убавина на слушање, и ова новото има. Тој што е навикнат да го слуша тој албум, не знам, Джеймс Браун, не знам кој да го спомнеме, тој што е навикнат да го слуша таков како што го слушал секогаш, кој ќе му го дадеш новото издание, премногу му е испеглано, премногу му е чисто. А на младите стварно им препорачувам да си купуваат од новите изданија, за да осетат како тоа сериозно добро звучи нов винил, нова плоча, кој ќе ја ставиш на грамофон, нема поубаво чувство. Иако сум најголем фан, се уште на CD-а. За мене CD-то е најблиску до најдобриот звук што можеш дома да го добиеш. На младите, а не само на младите, на сите луѓе би им препорачал да малку се тргнат од телевизорот, да малку се тргнат од компјутерот, да ги остават телефоните на некое време, да се свртат, да погледнат околу себе, да видат кај има концерт дента, без оглед на тоа дали е филхармонија, МКЦ, дали е негде надвор фри концерт, дали е со плаќање, не е толку скапо како што луѓето мислат, леле, немаме пари да отидеме на концерт, многу пари треба за ова, треба за она. Не е толку скапо, кога ќе пресметате дека во кафана би ги потрошиле истите пари, би ги потрошиле на пиење и јадење, а ова е сепак некаква духовна храна и стварно би им препорачал да излезат од дома луѓето, да мрднат малку, младите да ги остават телефоните, да се тргнат од компјутерите, и старите, не се само младите со телефоните, и возрастните знаат доста време да поминат на тие апарати, да излезат од дома, да викнат друштвото старо, да се потсетат кои им се другарите, да прошетаат малку, да видат што се случува околу нив, оти во моментот се случуваат работи кои што, ако сега не ги уловиме, ако сега не ги поддржиме, ако сега не отидеме на нивните настани, на нивните концерти, ако не ја чујат сега музиката, ако не отидат сега во театар, значи, после тоа нема да ги има тие представи, тие бендови, и пак ќе седиме дома и ќе викаме, ете, нема ништо ново, ништо не се случува. Не се случува ништо во последните 30 години во политиката. Во музиката многу работи се имаат случено. Од кога памтам до сега, толку многу промени се имаат случено, толку многу музика се има појавена нова, што не може да се изброи, да се наброи сето тоа да се каже во некое вакво кратко време.